Добро, непосредно сме, уште кратко време, почнуваме со манифестациите во рамките на карневалот, Струмички карневал. Знаете дека тоа е еден од брендовите на оваа наша општина, познат на широко и вон од нашите граници. Ние ми се чини дека цела општина, сите граѓани во Струмица имаме посебни чувства кон оваа манифестација. Таа е манифестација со долга традиција. Една голема масовност има и од тие причини, од тие побуди, општина Струмица и оваа година, како и многу претходни години, ја поддржува оваа манифестација со оваа година со околу 2,5 милиони денари. Очекувам дека оваа манифестација и оваа година ќе биде исто толку убава на ниво или дури би сакал да биде уште побогата од минатата година, која што по моје мислење е една од поуспешните години. Очекувам дека многу туристи ќе ја посетат нашата општина во тој период. Тоа имаме некои показатели од минатата година. Само на граничниот премин спрема Република Бугарија од тој правец во нашата република има 7.000 влегувања на патници, на туристи кои дошле во тој период додека трае карневалот. Знаеме дека во термините во кои што деновите во кои што трае тој карневал, уште од сега се ангажирани сите хотелски капацитети во нашата општина. Знаеме дека за време на манифестацијата сите угостителски објекти работат со полна парја и не случајно Министерството за економија во 2 наврати ја прогласи оваа манифестација за манифестација на годината. Министерството за економија сигурно таа награда или тоа признание го дава врз основа на некои податоци кои тие ги следат во согласно пријавите од Управата за јавни приходи и другите пријави од доходи кои што ги имаат овие угостителски туристички објекти, така да тоа ни дава за право дека има доста добар и економски бенефит нашата општина од оваа манифестација. Конкретни, прецизни бројки јас во овој момент немам, не знам дали е и возможно тоа да се направи, меѓутоа овие податоци зборуваат дека општина Струмица има и економски бенефит од ваквата манифестација. Мислам дека можеби уште по-важен момент е сознанието дека овој карневал, знаете, меѓу 20-те топ улични карневали во светот. Мислам дека тоа е исто еден аспект кој не смее да се заборави. Беше минатата година, ми се чини, во авиоагенцијата Адрија беше прогласена меѓу 7-те топ дестинации, зимски дестинации кои што не треба да се посетат, така да тие се дополнително некои мотиви кои што ни даваат за право дека оваа манифестација вреди да се поддржува, дека вреди да се негува и дека таа традиција треба да продолжи.